Јас сум Ѓорги. Роден сум во Баир Мало, далечната 1897 година. Мојот татко Коте бил трговец, а мајка ми Домка била керка на битолскиот свештеник Тасе. Мојата мајка родила 11 деца, но ниту едно од нив не преживеало, па затоа, кога сум се родил, ме ставиле во нова некалисана тепсија и со пајтон сум бил однесен во манастирот Свети Меркурий, во селото Барешани, каде сум крстен. Првите 2 години од моето образование ги завршив во грчко училиште, а потоа учев во тогашното екзархиско училиште во Баир Мало и во Централното екзархиско училиште. Во 1891 година се запишувам во Битолската екзархиска гимназија се до 1894, каде завршувам 3 клас гимназија, но решавам да го прекинам образованието и да започнам со учителска дејност. Од 1894 до 1896 работам како учител во селата Дедевалци, Стрежево и Радобар, а подоцна сум испратен како учител во Кичевската област. Додека обавувам учителска работа, заедно со мојот брат Ицо се приклучивме кон Македонската револуционерна организација, а истото го прават и моите 2 сестри, кои за потребите на организацијата шијат знамиња. Во 1901 се приклучувам на четата на Никола Русински, а истата година сум избран и за секретар на Битолскиот окружен комитет. Желбата за слобода, желбата за автономија на Македонија ми даваат сила да го повлечам револверот и да го убијам баш Чаушот и неколку османлиски заптии кои дојде на мојата врата. По овој настан заминувам во илегала, формирам своја чета, ги организирам сите востанички активности во сите села во Битола, Поречието и Прилепско. Раководам со сите организирани акции и го организирам населението. Во 1903 испратен сум во Смилево да учествувам на Смилевскиот конгрес како представник од Битолскиот револуционерен округ и по одлуката за кревање на востание оттаму заминувам во Пелистерскиот реон, кој ми е доделен за организирање на востание. Таму организирам набавка на оружје, изградба на складови за храна и муниција, обучувам борци за ракување со оружје, ги раководам сите канали за поврзување со главниот штаб. На самиот ден на почетокот на Илинденското востание, заедно со мојата чета од 273 комите, го напаѓам селото Доленци, учествувам во судири кај селата Ѓавато и Слоештица и заедно со Даме Груев раководам во сите востанички акции во Битолскиот револуционерен округ. По завршувањето на востанието, продолжувам да делувам во илегала и активно се борам против српската и бугарската пропаганда.
пролет 1906 заедно со мојата чета од страна на Петар Лигушев, тогашниот раководител на Битолскиот револуционерен округ, сум испратен во Мариево да се справам со грчките андарти и со една српска чета која се стационирала во тој реон. Информациите кои биле испратени до мене од страна на организацијата дека во Мариовскиот реон е сконцентрирана голема османска војска не стигнуваат до мене поради одредени несогласувања со Лигушев. Кога на пат кон селото Грумази, заедно со мојата чета поминуваме покрај чукарите, јас догледувам многобројната османска војска. Нема предавање, си велам самиот на себе. Пошто решаваме да се повлечеме кај манастирот на целото Паралово. Моите 22 комити се со мене, нивните погледи се преплашени, но срцето желно за одмазда. Битката започнува, насекаде околу нас викотници, лелеци, крвави тела, кои го земаат следниот стив. И наеднаш чувствувам како ладниот куршум минува низ моето тело. Спомените минуваат како на лента. Рацете повеќе не може да ја носат тежината на револверот. Полека ги затворам очите.